Неколку години ќе му дадо и ајде. Не, видите, ако сака ова држава и Васко и Груевски ќе го вратат. Не азил да му дадат, што сака да има методи како да се вратат овие криминалци. А Васко е ситна риба и не би разговарал многу за него. Мислите дека не сака Груевски да го врати Македонија? Па нормално. Тоа е договор помеѓу СДС, ДПМН, ДУИ. Тие се договорија, тие го испратија, да не мислите вие во Гепек се криеше Груевски и така. Значи се тоа се знае како е, што е и таму Орбан председателот го чува верно, бидејќи најверојатно чува со тешки милиарди и човекот така и функционира, бидејќи кажеш што бара таа држава тебе да ти дава азил, бидејќи ние то судуваме на основа на дека имаме докази. А тој нормално политички азил побарал таму и ма нема врска тоа, туку да не се лажи народот, да ја слушни вестината, затоа изборуваме, дискутираме. По моје мислење, бидејќи јас не сум револтиран, но сум револтиран на властите, бидејќи 33 години не крадат, а се револтиран повеќе на народот, јас сум дел од народот, се разбира, нас граѓаните, кои што слепо гласаме за исти луѓе 33 години. Па видете се, ако ќе гласа за криминалци, што добиваш на власт криминалци, тоа е просто и едноставно. Јас сакам малце да зборувам за нешто што ние како луѓе треба да се освестиме. 33 години не дриблаат, тоа се вика, не манипулираат, не лажат. Овие но дали е политички возможно структури. во името на Артан Груби да се случи нов Никола Груевски? Све е возможно во Македонија. Све е возможно. Бидејќи ние во Македонија немаме држава. Ние во Македонија имаме криминална држава. Ќе ти кажам зошто. Затоа што институциите ни се криминални. Кој го дозволи тоа? Политичарите што се на власт, тие се криминалци. Јас пак ќе кажам, треба во уставо и законите да се внеси термин политички криминалци, не мито, корупција, тоа е блага као форма и некој ќе речеш корупција и сен, тоа корупција е широк поим. Вие станува го говорите така. Па мора така, значи да се внеси и да се знае дека најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што стимулира, креира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Зборуваме за некоја си урбана мафија, каква урбана мафија, човече? Каква урбана мафија? Замислите, ние имаме влада. Која бе урбана мафија? Замислите, ние сме градоначалници, со советници. И ако сме се честни, кој може да те изгради маркици, да зема, да ти прави, да ти го уништи Скопје, Битола, Тетово и кој било град? Па не гледате каква урбанизација се врши. Значи, ние сме криви што гласаме за овие криминалци. Пак ќе кажам, кога гласаш за криминалци, а ова е последица затоа што ние ги поддржуваме. Тие секојаш има, затоа ги полната институциите со нивни вработени. Значи вие кривицата гледате кај народот. Па во народот е кривицата, во нас е кривицата. Во која е кривицата? До кога ќе гласаме за овие криминалци? Па не гледате, ќе не уништат државата, ќе распарчат. Па луѓе, доволно е што досега 33 години ние заминавме, ни заминаа 200-300 илјади млади. Вие имате деца, ама немате како јас имам. Да си имате син или ќерка во Америка и да се честиташ на Вибер и на оние или WhatsApp или не е битно. И ние се радуваме, вештачки се радуваме, ние ова е порака до родителите. Ние како родители ја уништивме Македонија. Што дозволивме да гласаме за овие криминалци. Па овие не се ни војќе криминалци, не знам да беем оструми, па немаше вакво зло и толку да ја исплачкаат, да ја уништат и да ја разнебитуваат Македонија. Дали Артан Груби го прави она што го мисли Али Ахмети или мислите дека Али Ахмети таму го загубил далечинското? Дека дури можеби Артан Груби доскоро беше и посилен во партијата од Али Ахмети. Апропо оваа теза, слушнав овие денови теза дека можеби и Ахмети е вмешан во ова што му се случи моментално на Артан Груби, на црната листа на Америка. Толку ли е влијателен Али Ахмети во Америка баш сега ова да го направи? Видете. За да го трне Артан Груби. Не е ова порачка од Али Ахмети. Али Ахмети го контролира Артан Груби, но некојаш можда и не може да го контролира, бидејќи не можеш ти твоите членови, па и најблиските соработници да ги контролираш секогаш.
Значи, Али Ахмети со самото тоа што дозволи да го креира Артан Груби е крив. Ако Али Ахмети беше на ниво политичар, ќе избереше некои други луѓе, многу почесни, многу поинтелигентни, за да бидат до него. Мојата приказна е следната. Не е моја да кажувам дали Али Ахмет е вмешан во ова или не. Сигурно ако се бави со политика, јас пак ќе речам, ДУИ, СДС, ДПМН и другите ПЧС партии, сите се тие криминални пелерти. Зошто се криминални? Па нон-стоп се крадеве луѓе. Нон-стоп произведуваат во елитата нивна политичари кои што еве, конкретниот случај со Артан Груби. Значи, луѓе кои што се ставени на црната листа за корупција, за да го му дозволат Сашо Мјалков да не биде, се разбира, осуден, и одат прават притисок на судите. Тука колку пари, кој плаќал, шо прави, тоа е допрва треба да се открива. Можда американците на црната листа имаат тие докази, тоа треба јавното обвинителство. Јас не сум јавно обвинителство, јас сум председател на демократи, јас сум еден обичен граѓанин кој се бори за доброто на Македонија. Се бори за спас на Македонија, се бори за доброто на сите граѓани во Македонија. Нема кај мене тука нација, вера, религија. Има луѓе и не луѓе. И толку е. И така да Али Ахмети само си знае колку е инволвиран во ова, но и американците ќе дознаат или знаат веќе, еден ден се ќе излези на виделина. Криминало не се исплаќа. Овие си помислија, овој народ, видите, не гласа нас, после толку пати крадење, плачкање, уништување на нивните животи, на економијата, здравството, образованието, животната средина. Замислете, ние продолжуваме упорно да ги носиме на власт овие партии. Па тоа е трагедија, зато јас велам дека граѓаните, гласачите, народо е крив и тие дома што седат, што не излегуваат да гласат и цело време што викат нема за кој да гласам. Има за кој да се гласа. Има, тука се демократи, кои се честни, поштени, со работни животно искуство и кои што сакаат добро за сите нас да направат. Има, само некој не сака да види. Значи, ако не одиш на гласање, си крив. Но ако одиш да гласаш и гласаш за погрешни и повторно гласаш за истите, тогаш си соучесник, се разбира, во уништување на нашата убава Македонија. Дали конечно во Македонија се најде влада која престана да им удоволува на бугарите? Што мислите вие околу се ова? И дали бугарските барања впрочем имаат крај? Видете, во Македонија сегашната власт вели дека еве сакале демек да ги внесат бугарите во уставот, но со одложено дејство да се гарантира Европската унија да гарантира дека ние нема повеќе да бидеме оценувани од бугарите. Но во Македонија можам слободно да кажам дека нема влада таква и нема ни да има се додека се на власт СДС, ДПМН, ДУИ со нивните полтронски привезоци, вклучување тука и во власта сега што се знаме и влен. Значи, треба да разбериме на работа. Овие луѓе се политичари и нив само ги интересира што подолго да останат на власт, што повеќе да дојдат до некои си тендери и така натаму, да си ги вработат своите фамилии, да си вработат своите послушници и да дојдат до пари, до богатство. Како што кажав и се разбира што подолго да останат на власт. Јас не гледам тука, ние како демократи предлагавме и предлагаме да се укине историската комисија, власта што е на власт начело со ДПМН. Тие ја сменаја комисијата, а кажуваа за време на избори дека друго ќе направат, дека ќе се спротистават на бугарите, ствари нема од тоа ништо, поточно на бугарската држава, која што не понижува со децени. И ние предлагавме да се укине комисијата историска, нема што ние, македонскиот народ и Македонија, да се докажува македонските граѓани дека дали сме ние македонци, колку време постоеме, дали имаме свој јазик,
не ни ја признават историјата, да, имаме историја и со такви луѓе не треба ни да разговараш, ни да имаш преговори, договори, нека ги прекина договорите. Европската Унија ти вели внеси ги бугарите за да продолжиме понатаму. Тоа е нивниот услов. Но не значи ти дека треба секојаш да ја слушаш и Европската Унија. Европската Унија си има огромни проблеми. И пак ќе кажам и кажувам секојаш, Европската Унија прво направи голема грешка што донесоа закон да имат консенсус од 27 земји кои што се дел на Европската Унија да гласат, ако една не гласа ништо не може да му помени. Не е само за проширување на Македонија или за проширување на Европската Унија и од други да метнат други држави. Значи, во Европа се борат пратеници, европски пратеници во парламентот, тоа да се промени. И тоа го нема нигде. Тоа ми изгледа мене како некоја диктатура. Зошто е диктатура? Како може, ние имаме 120 пратеници, ако еден не гласа, не може да ти помени закон. Не можеш да се сложиш. Тоа го нема нигде, бе луѓе. Во која држава го има? Тоа го има само во диктаторски држави, фашистички држави, а има некои држави такви во светот, кои што владее некоја како сега што беше конкретниот случај со Сирија, со Асад и така натаму. Значи, ние треба да разбериме. Не му веруваме ни на ДПМН, дека еден ден нормално и ќе ги вметнат и притисок ќе си добијат од Европа и ќе го направат тоа. Но ако имаш чист став како демократи, како јас што зборувам, се распушта историската комисија, точка, се прекинуваат преговорите и се повикува Бугарија како што ние повикуваме ко демократи, да земат, да се извинат зашто не признаваат македонската нација како македонски народ, вештачка творенина измислена од Тито, не знам што, културата не ја признават, и јазикот, и ти седиш со нив и се договараш. Затоа не му верувам на ова влада, на ДПМН. Зошто формира нова комисија? Зошто си ставија своји луѓе? За да ни ги јадат парите од буџетот по не знам колку илјади евра добиваат на тоа. И тие истите кои што се бунеа, се некои професори, наводно експерти по историја, појма немаат од историја, сега се дел од таа комисија. Што ќе разговарат? Еве ги прашувам, што ќе разговарат? Ќе се докажуваат дека сме македонци? Па затоа велат, ако сакаш да не се договори за нешто, создади комисија. Види, значи, просто кажано ова што го кажав, тоа е вистина и тоа ме боли и затоа ние се бориме за да имаме држава, каде што сите граѓани, независно од вера, религија, нација, ќе живеат заеднички, ќе творат заеднички, ќе соработуваат, ќе имаме соживот, ќе креираме, ќе промовираме, како што беше во поранешна Југославија, братство, единство. И квалитетот, стручноста, квалитетните научници, иноватори, а не само наводници, сега секој втор човек во Македонија, нека ми извинат правите доктори на науки, кој што се има докторска диплома, секој може и најверојатно и да ја купи и така натаму, и некој од нив се и купени или партиски добиене. На ова држава му треба квалитетни луѓе кои ќе застанат и ќе му кажат на Бугарија и на Европа не може вака, може така, а нас не заплашуваат цело време со приказната ќе во оставиме назад, па нема да влезете сега во Европа. Немам против. Јас сум како демократ пред се и човек кој што живее долго години во Америка, јас сум проевропски и сакаме да влеземе во Европа, ама не да влеземе понижени и утре другиот, што е најстрашно, ќе ги ставиме сега бугарите во уставот, не е проблем да ги ставиме, сите ќе ги ставиме во уставот ако сакат, но проблемот што утре ќе ти кажи сега ќе ги смениш и како што кажуваат учебниците, ќе сменуваш историјата, па после други некои препреки ќе ни поставуваат. Од уставот направивме сарма. Господин Јорго, времето ни заврши за оваа емисија. Сосема за крај, би ве запрашал како последно прашање, дали демократи доколку дојдат еден ден на власт, може да ги променат овие нешта на нашата политичка сцена? Ние се бориме, не да дојдеме на власт, ние се бориме да ги тргнеме овие лопови и политички структури кои што се криминални и да дојдат луѓе да ја менаџираат државата, меѓу кои и демократи се разбира,
и имаме во Македонија супер квалитетни луѓе кои што за жал се повлечени, потиштени, потурнати и може да ја водат ова држава. Се бориме да дојдиме, да ја менаџираме државата, најквалитетни луѓе да ја менаџираат и се разбира да креираме демократска држава, правна, функционална држава, каде што секој граѓанин ќе има шанса да оди напред, а не да се расправаме 33 години по некој си лажен да промовираме патриотизам, па да не зборувам за редентистите, тие треба да се тргнат настрана, да се неутрализираат, поточно кажано, да се спречат во промовирање на омраза помеѓу нас, поготово помеѓу македонците и албанците, бидејќи јас имам пријатели албанци и живеам во Македонија и има фантастични албанци кои што како јас и други ги изгубиле своите деца, просто кажано во наводници, сите ни заминале во странство. Јас имам 18 внуци, 16 се во странство. Што повеќе да ви кажам? Тоа е мојата мисија, не да дојме да владееме како овие криминални структури, да дојме да ја менеџираме државата и да креираме една за секојаш функционална правна држава за доброто на сите граѓани, за доброто на народот на Македонија. Да живее Македонија, Македонија вечни вековите. Господин Јоргов, ви благодарам многу што ни бевте денеска гостин. Се надевам дека повторно ќе се видиме во ова наше студио, а на вас, драги мои, ви благодарам премногу за одвоеното време. Се надевам и верувам дека успеавме да го задржиме вашето ценето внимание и гледајте не во некоја наредна емисија. А доколку ви се допадна ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, сабскрајб и нормално да го споделите ова наше видео за да дојде до што поголема маса на народ.